ова 2018 господово лето некако ми се пореметија селските летни слави во славна Дебарца, кои во изминативе години ми беа маркер при секоја посета на било кое славно дебарчко село, за да направам нова видео репортажа. Или ќе дојдев неколку дена порано пред верскиот празник, или 2-3 дена по празнувањето. Изгледа така ми беше пишано од Бога. Со Мишета Кузмановски се знаевме од времето кога како млад новинар во тогашната телевизија Скопје правев репортажа за селото Белчишта и со вработените во тогашната фабрика на тема како да се задржат младите во селата, чиј еден од многуте работници со кого разговарав беше и тој. На Мишета Кузмановски убаво му течеше животот. Тој не го заборави и неговото село. На старата таткова куќа одамна и го врати стариот лик. Го уреди налик на старите времења и селскиот двор, го препрокри со доломитни плочи коњичето, котарчето, во кое дедо му Цветко ги чуваше кочаните, со лецкови прачки го преплети, го препокри со нов боров ширдан, ја смени старата дрвена врата со нова на подилата, во која ги чуваа оратните волови, кравчињата и двата доратни коњи, ја созида исто онаква каква што беше пред 20 кусур години, без малтер и сламена кал, камен на камен, висока до појас, камевната авлија, ја опитка со дрвена тараба што ја имаше нарачано дури од долно-динковското село Луково, двата краја на зидот го поврза со реставрираната стара голема и тешка влезна порта. Поминаа многу години кога повторно се видовме во селото Лешани, во манастирот Сите свети на истоимениот манастирски празник, каде што се договоривме еден ден да го посетам неговото родно село Црвена вода, заеднички да направиме документарен видеозапис. Подготвувајќи се за ново мое патешествие низ славно-дебрчките села, се присетив на аманетот што си го дадовме со Мишета Кузмановски. Ги најдов двата телефонски броеви кои ги имав запишано во еден од многуте мои телефонски тефтерчиња. Го зедов мобилниот, го внесов неговиот телефонски број и зачукаа дамарите, плашејќи се од другата страна на телефонската линија да не го чујам гласот на автоматскиот апарат. Телефонскиот број не постои. Малку се полабавив кога го слушнав сразмерниот тон на телефонот, затоа што телефонскиот број не беше избришан. Ало, добар ден, Мише Кузмановски ми треба, го прашав човекот кој ја имаше кренато слушалката од неговиот телефонски апарат. Да, овде Мише Кузмановски, а кој го бара, ме праша. Овдека Зоран новинарот, оној што оди по селата низ Македонија, одговорив. О, каде си Зоран, како си ми? Повторно ме праша Мише Кузмановски. Еве, тука сум во Скопјево, прелистував некои документи за ребарцава твоја, па си реков, ајде да го побарам пријателот мој Мишета, аманетот што си го дадовме еден на друг пред некое време, да направиме репортажа за твоја на Црвена вода, да го прашам кога е послободен, го подсетив. Баш пред некој ден си помислив да те побарам, за славова наша в село што се чека за Свети Атанасиј Летен. Сиот народ ќе биде в село, да дојдиш, ама не ми се поклопува сатницава моја, саде обврски имам, туку арно ќе сториш деновиве да дојдеш, да го направиме тоа добро, ме замоли. Како ќе речеш, така ќе сторам. За мене не е проблем, било кој ден ќе речеш тој ден ќе дојдам, ти само кажи им на селаниве твои дека ќе дојдиме, нека си знаат, му предложив. Во селово моје има само еден постојан жител, другите се појди дојди, ми одговори. Арно ќе биде утре, задутре да го направиме тоа, оти знаеш си имам обврски, а и во Македонија нема да бидам некое време, повторно ме замоли Мише Кузмановски.
2 дена пред верскиот празник Свети Атанасија и Летен, со бајлината кај автобуската постојка кај селото Ботон, се симнав од автобусот, каде што ме пречека со своето возило Мише Кузмановски, кој иако на 7 годишна возраст се имаше одселено заедно со неговите родители во Охрид, редовно го посетуваше неговото родно село. Откако се историвме здравоживо, се упативме по 15 километарската патна делница Ботун Изеглавие. Кај местото викано бензински пумпи, свртевме лево по 3 километарското асфалтирано џаде во правец за селото Црвена вода, кое кривулисто се извиваше ништо туку разеленетата дабова шума, попатно застанувајќи на неколку места да се насладиме на колоритната убавина која Господ му ја дарила на овој крај. По 30 минути лагана вожна, пристигнавме пред самиот влез на селото Црвена вода, свиено во питомата падина на Караорман, обиколено со многолетната Дабова гора. Јас и по татко и по мајка сме од Црвена вода, иначе имаме потекло по баба и од Збажди, имаме и од Годивје, оглавно мешаници селата сите, али земање давање со Малесијата најмногу им било. И сега за живеачката. Ова да ми кажете, од кој семеен род сте овдека од Црвена вода? Како се каше таткот и дедот и баба ти? Димитрија, а дедо ми Цветко. Така? Кузмановски се презиваме. Дедо ми Цветко е биден партизан. Татко ми е преселен 60-тите години во Охрид. И се го напуштил многу рано овдека животот, него има тукусено татко и фактички селски, живееле во сиромаштија, останате рано без татко. Ги откажувале нивите за да земаат дечки додаток. Баба ми за да земи дечки додаток, ги откажувала нивите да може да се изравнат. Живеени се во голема сиромаштија. Татко ми во главно ми е кај стрикото, чичко ми кај Вујкото, кај тетката, во тето во главно по интернати се расте. Селото Црвена вода се наоѓа во областа Дебрца на источните падини на планината Караорман. Црвена вода е планинско село, чии куќи се издигнуваат на надморска височина од 1000 до 1200 метри. Селото има убава и поволна поставеност кон југоисток, окружено со густо пошумени планински падини, при што изобилува со свеж воздух и во најтоплите денови. Имајќи предвид дека Црвена вода е доста високо село со многу шума, поради својата поставеност тоа повеќе потсетува на утврдена населба на тврдина, при што тоа има специфична гледка, што човек ќе ја види првата куќа, така пред него на чуден начин редум се редат и другите куќи, ми велеше Мише Кузмановски.
се соседни села, да. На Црвена вода соседни села од западна страна се Малесија, од југозападна се исто стручкиве села, албанските мислоежда, Курошишта, Полум, а од другава страна се до Дебарца, Ботун, Новосело и Песача. Атарот на Црвена вода се издигнува високо на планината Караорман и се до билото на планината Стогово со врвот Бабин Срт, зафаќајќи простор од околу 18 квадратни километри, на кои превладуваат шумите на површина од околу 1000 хектари. Обработливото земјиште се разпостила на околу 330 хектари. Во густите шуми на атарот на селото најзастапени се листопадните шуми, како буката, дабот, леската, јасиката, брезата, а во пониските делови се наоѓаат овошните дрвја, црешите и дивите сливи. Од селото Црвена вода водат повеќе шумски планински патеки кон билото и врвот на Караорман, како и кон врвот Бабин Срт на Стогово, каде што се поврзуваат со планинарските и шумските патеки со западната македонска планинарска трсвезала, која започнува од врвот Љуботен на Шар планина. Што е тоа што бе влечи овдека да дојдете во Црвена вода? Ние уште од кога се женав од мали деца, уште ко мал мене тука тетка ми живееше, бујна ми, и идени сме уште ко мали деца и така го засекав селото. Тука ке ме оставеше мајка ми по една недела кај тетка ми. И не знам, имат некоја чуден мир, тишина, добар воздух. Црвена вода е село од збиен тип. Се дели на горно и долно мало. Водата за пиење е донесена од изворот кој се наоѓа во долниот дел на селото. Вашето образование основно каде го почнавте, така речено, каде го завршите? Во Охрид средно имам завршено електротехничар. Така, првото ваше работно место беше? Во Херојто за Драгојш. Така. Што ве наведе, да речеме, да ете вие пред 20 и некусор години запливате во овие приватни води, да станете еден од многуте познати бизнисмени, не само во Дебарцева, туку и не само во Охридско и Македонија, туку надвор од нашава држава. Види се, во 91-92 кога се распадна Југославија, сиве фирми почна да се намалија многу драстично платите. Како ти кажам, нудеа плати за да излезеш на работа, мада јас излегов без никаков надоместок од застава. И тргнавме по многу тежок пат, немавме ние за сервис, отворивме за телевизори, фактички со основни работи, немавме репроматеријали, немавме, али малу по малу си стекнувавме и знаење, и поштување, и имоти, све така. Кога со поглед ќе ја видиш првата куќа, сите куќи редом ќе ти се наредат пред твоите очи.
На многу места на атарот и непосредно над самото село во многу голема мера е застапена почвата црвеница, каде што има големи површини на земја и грудки со изражена црвена боја. Во услови на дождови, сета вода која се слева во долот од падините со почва црвеница непосредно над местото на денешното село била црвена, поради што наверојатно местноста и самото село поради тоа што го добило името Црвена вода, како вистински географ и антрополог Мише Кузмановски ми ја опиша местоположбата на неговото село. Ви се радува ли душата што еве селото Црвена вода не е налик на оние заборавени села каде што гледаме куќите паднати, каде што гледаме по еден по двајца останати старци, овдека со право можам да констатирам дека селото Слано Дебарца наликува на една современа градска викетна села, така речено. Па сега во некоја случајно село гледаш, мене ми е близу работата, јас сум еден од повратниците. Ако ќе завлечиш ногата, полно од моја генерација, некој дали останал без работа, па си бара екзистенција со мол печурки оваана. Па има доста моја генерација што си го баре тука. И младиве деца гледаме, ево, керките тука двете си прават куќи, си обновиет, си реновират. И во помладава генерација гледам заинтересираност. Црвена вода била дрвеџичко село кое имало посебни задолженија за чување на безбедноста на патните правци и во 18. век. Од 1582 година па се до втората деценија на 19. век селово престанало да постои. Во 1820 година селово повторно е обновено од две домаќинства кои се доселиле од блиските раселени села Кочун и Старо село, а нешто подоцна дошло и трето домаќинство од исто така раселеното село Мацково, кое се наоѓало во долината на Песочанската река. Од овие три домаќинства кои го обновиле селото Црвена вода, потекнуваат сите останати селски родови, раскажуваше Мише Кузмановски. Кај Црвена вода од јужната страна протекува рекичката Кочуница, каде што порано во нејзината долина постоеле две села. Старо село во горниот дел и Кочун во долниот дел. Селото Старо село се наоѓало на 2 километри југозападно од денешното село Црвена вода, каде во напуштените ниви и денеска се гледаат остатоци од некогашните кујчни ѕидови, гробови и рушевини од црквичето Света Петка. Жителите на некогашното сега раселено село Старо село живееле во големи кујчни задруги. Секоја куќна задруга броела повеќе од 20 на возрастни мажи, а секој возрастен маж имал пушка кои биле обесени во така наречената пушкарница Атлак. Селиштето Кочун лежело на долинското дно од 1 километар пониско од Црвена вода, каде и таму денески има добро сочувани стари гробови, табуисани дабови и остатоци од црквичето Света Богородица.
Кај местото викано Црквиште и денес постои студен сулфурен извор, а поради отровниот сулфур селаните биле приморани да се иселат од ова село. Според народното предание, селата Кочун и Старо село биле раселени за време на турското владење, кога на ова место околу 1820 година се одиграл голем бозгун, кога во Кочун последен останал некој си Ѓуро, кој е опеан во народната песна во која се вели «Бегај Ѓуро по дружина, да не те вати ужина». Ме запозна со дел од историографските податоци со кои располагаше Мише Кузмановски. Во текот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, селото Песочани, кое се наоѓа североисточно од село Црвена вода, било единствено намерно населено со арнаути од Дебарско, при што неговите жители до 1912 година го прошириле атарот на своето село се до самите куќи на Црвена вода, поради што доаѓало до повремени вооружени судири и тепачки. Селаните од Црвена вода во сета Дебарца се познати како најратоборни по нивната непокорливост. Пред 100 и кусур години при еден судир со арнаутите од селото Песочани, толку многу арнаути отепале, а местото каде што и денеска се наоѓаат нивните гробови се нарекува арнаутски гробишта. Според податоците од 1873 година, селото имало 35 домаќинства со 88 жители, сите рисијани. Според податоците на Васил Канчов, во 1900 година селото имало околу 300 жители. Најмногу домаќинства Црвена вода имала во 1991 година, кога броела 63 куќи, во која живееле и до 80 жители, како вистински историчар раскажуваше Мише Кузмановски. Црвена вода го има еден од најголемите селски атари во Дебарцева наша. Селскиот атар е поделен на неколку викани места и тоа Распајче, Реброи, Никобрат, Добри дол, Старо село, Блажја влас, Папрајче, Сенокос, Писиша, Турска нива, Турски гробишта, Равење, Маринец, Водејчиште, Соленишта, Кочун, Џаков орев, Митро Речиче, Подкорен, Цветков јас, Бело кладенче, Маринец, Синбрег ги наброја делот од многуте викани топоними Мише Кузмановски. Селото Црвена вода од секогаш па се до ден денешен е населено исклучиво со македонци од православна христијанска вероисповест. Селото има 10 старински семејни родови, од кои водат потекло семејните родови на Петревци, Смилевци и Мицковци, кои потекнуваат од старото село Кочун. Од стариот семејен род на Мицковци, кој пред 200 и кусур години се доселил од некогашното село Старо село, водат потекло семејните родови на Белевци, Танчевци, Филичевци, Сагламовци, Јушовци и Китановци. Стариот семејен род на Мацковци, чие потекло води писателот Ванчо Колески, е доселен во почетокот на втората половина на 19 век од некогашното село Мацково. Редом ги наведе старите семејни родови Мише Кузмановски.
Од памтивека летна слава на селово му е Свети Атанасиј летен, која ние си ја викаме Свети Атанасиј пролетен, чие име го носи нашата црква, која е изградена во втората половина на 19. век, кога според кажувањето на луѓето од селово, тогаш селово броело само 7 куќи. Нашава црква се до ослободувањето имала голем црковен имот, кој подоцна и бил одземен од страна на тогашните власти и е расподелен меѓу селаните. Нашава црква, како и за време на Балканските војни, така и за време на двете големи светски војни, е неколку пати рушена и обновувана. Селово наше има уште една слава, која сето село ја слави, а тоа е Света Петка, иако не е селска слава, селото ја слави Света Петка уште од времето кога луѓето живееле во некогашните раселени села, продолжи да раскажува Мише Кузмановски. Поради извонредно стратешки значањето географска местоположба на селото Црвена Вода за време на Втората светска војна, тоа било средиште на вооружената борба на македонскиот народ против окупаторите и првата поголема слободна територија во Македонија. Во селото Црвена Вода престојувале представниците на воените и политичките тела на народно-ослободителната борба, меѓу кои и идеологот на народно-ослободителната борба на македонскиот народ за слобода и за создавање на независна и самостојна држава Македонија, Кузман Јосифовски Питу. Поради славната историја за време на Втората светска војна, во селото и неговата околина се наоѓаат бројни споменици од народно-ослободителната борба, како и повеќе други споменични обележја за народно-ослободителната борба, кои се распоредени на повеќе места во атарот, каде се движеле и бореле бројните партизански одреди. Во селово наше се родени и линденците Велјен Ристов Балатков, Јон Божинов, Дојчин Силјанов, Митре Танев, Јане Трајчев и Лазар Филчев. Додека паднати партизани и починати борци од теророт на фашистите во околинава на Црвена Вода се Цветко Стојановски, Велјан Филески, Момчула Јоновски, Радослав Алексич, Русе Несторовски, Блаже Спасевски, Никола Јосифовски, Зорка Ристевска, Кнегиња Илоска, Конка Митреска, Форина Петреска, Ламбе Велјановски, Стефанија Петреска, Крста Србиновска и Цилана Несторовска. Мише Кузмановски редом ги наброја по име и по презиме и линденците и партизаните запишани на спомен обележјето во селото Црвена Вода, подигнато од местната зедница на ова село во 1984 година. Во село наше е роден познатиот македонски писател, првиот представник на првата повоена генерација македонски писатели за деца и младинци, Ванчо Николевски, попознат по романот Волшебното самарче, чиј лик на Трајче Варчето, опишан во истоимениот роман, е вистински, а вистинското име и презиме на партизанот во романот е Трајче Трајчевски, кој последната негова воена служба завршува како командант на битолскиот гарнизон, се подсети Мише Кузмановски. Во селово наше беше многу развиено сточарството. Во мое време немаше куќа без булук, овци или кози, без оратни волови. Од Ѓурѓоден до Митроден до битокот се напасуваше низ Караорман, а зимата селаните го прибираа до битокот во трлата и пондините.
Од жителицата најмногу се гледуваше јашменот и ршта. Јашменот го користевме за зоб за добитокот, а со ржаната слама селаните ги покриваа тралата и аргачите. Селаните за своји потреби си садеа домати, пиперки, кромит, лук, морков и компир. Селово мое, иако се наоѓа високо во планинава, од топлиот провев што доаѓа од Охридското езеро, како порано, така и денеска овдека успешно вереат црешите, вишните, сливите, оревите, јаболките, крушите и костените. Ја заврши својата приказна за селото Црвена вода Мише Кузмановски. Алексо Трачевски уште од млад се вработи во градот. Додека работеше во градот, неговата домајчинка Анđелина сето време остана в село. Алексо секоја сабота и недела си доаѓаше в село, малку да ја одмени, малку да ги подскара дечињата што ги народија со неговата домајчинка за повечко да ја ризаат мајка им, ама и уката да им оди на добро во школијата. Набрзо и убава саглам градска куќа си направи во Охрид. Децата ги изучи, ги одоми. Пред 30 години се пензионира и си се врати в село, го зголеми булокотовци, си купи тракторче, косачица, мелница си направи за мелење на жито за стоката, ново поило за овците си направи, си го среди животецот. За Ѓурѓовден ја наполни 82-та, завлезе во 83-та година од животецот негов. Иако староста одамна го навјеса, сполај му на Бога нозете уште го крепеа, а и паметот се уште го држеше. Само бабичката од ненадеж го пресече, Господ пред 2-3 години си ја зеде покрај него, го остави Алекса ем да тагува, ем да самува. На Алекса не му беше толку тешко што неговата домајкинка пред време го напушти, туку од селската самотија, затоа што жив човек не остана во селово. Што години имаш? 81 во 2. Те служи здравието? До сега да речем. Сполај му, а? Така, така. Како се викаше татко ти? Анде, Мајка ти? Сојанка, Од кај беше таа родом? Бажди, Од Зважди? Така. Колку Господ чела ви даде? 2 сини и 1 ќерка. Како се викаат? Панде и Борче. Така. Колку внучина имаш? Внуки, од Борец имам 3, Така. од Панде 1, од ќеркава 6 ќерки имат Така. и Дарко најмалиот. Од Јовак. Во селово кој ти се комши за лошо зарно? Немам овде ни еден. Сам си ти во селово, а? Да, вечер ви додавала, ама некаде ако најда мишата и... Што поработуваш сега вака во години? Вака низ дома. Не дома овде вака. Так. Како беше животот во Црвена вода? Кој беше млад како мене, да речем, како Мишето? Супер. Убав беше, а? Супер, ама сега Арно сте направиле со Мишета што сте дошле во селово мое да видиш што село сме. Како што самиот виде, селово наше не е од оние порастурените, туку селово во кое нема паднато куќа, саде нови се. Убо е тоа што нашинци се ги обновуваат куќите, ама саде јас останав како укор во селово, да не поидува Мише, нема со кого лав муабет да си сторам, нажалено одговори Свико Алекса. Колку кујчи имаше селово порани, колку народ имаше вака? куќи имаше негде над 80 жители имаше доволно. Кој му се соседни села на Црвена вода? Збажди, Суседни. Ржаново. Бажди, Присовјани, Ржаново, па Крошишта, Белоложи, Пол, Мислаежда, Бабу Ботун, И Бесеш. Новосело и Песоч, Кај одевте на пазар порано? И со што одевте? Сруга и Охрид. Со што одевте овоќе? Сруга лаевна со коњи, со добито.
Рече како ти се викаше бабичката. Моца? А. Ангелина. Може ли се да се сетиш како ти е дадо бегалка со стојници? Не, со убо. Со убо, а? Со убо си вој. Си се бедисам не и после си вој до Солозни, првичиња тамо, 300 чашици, по старите обичаи. Кое време беше зимно, летно, есено, пролетно? Ами јесен не беше, негде 65-та. Ова за да ми кажеш. 67-та управо, Така. 65-та, 66-та. Ова за да ми кажеш. Кој му е летна слава на село Црвена вода? Сега Танасовден и Света Петка. Летна. 15 мај, Танасовден, 8 август Света Петка. Може ли да се сетиш како беше животот во село за Божи, за Великденци, за нас, кој беше млад? Народ имаше сега со овај вирусов. Иначе, ти да дојш овде на слава, па нема во селово луѓе колку што имало кај Борета и кај мене овде кај децава мои. Не ти кажат, прашај кого сака. Ова за да ми кажеш. Кооперација имате во село? Немаме, фала Богу. Ами за лепче, брашенце, солца, пипер, масло за јадење? Децава ми носат. Ја ќе слезам. Патуваат секој ден децата, него идете ваня. Ова за да ми кажеш. Од кој ќе се стемни, така речем? Навечер вака, очиго, се кога си правиш му бе, телевизорчето и радиото, а? Имам луѓе, ја. Еден овде, што Момок има детето него. едниот имат работи е кај Борета и син, и татко му тука дојде, нема ќе од Збајде, од преселјани. Значи си имаш луѓе за лавове. Имам Так. телевизија, имам, ево. Тотал ми кладе, брат му, ево. Так. Ова за да ми кажеш. Кој живот беше порен, вака се овој за старите. Ти си имал и дедо, и баба, и татко, и мајка, и дедо по жената, и баба. Апсолутно. Кој живот беше порен за старите во твоето време или денешниот? Слушај, тога беше пубав животот. Така? Имаше поштовање, почитување имаш. Сега немаат поштовање, немаат Мир почитување. имаш, спокојство. Ама се смени ја времината, што викаа старите. Па тоа е измена времењата. А иначе, сега е, мора да речам, багатела, ама Ова да ми кажеш, зошто не замина овај че кој беше млад на овој години, да речеме во Охрид, во Струга, тамо да живиш, туку остана овде. не сака старите да ми идат, јас право да сега имаше затовела почитување, имаше тога. Сега не те ферма, си замена, не те шмига. Што ти кажуваше татко ти, мајка ти за времето овој кој беше војната пред 70 години? Црвена вода е село познато по историјата. Ами јас сум 40 роден, од Мешаишта се ово е наше бомбардирано, тој тие куќи што останаја, дојде овде го запалија ѓерманците. Не се криви ѓерманците, комшига се, што беа балистиви. Тие, а не ѓерманците. Ѓерманците мака намавлени. Кој ќе ме мака од овие комшига, од Селото Мацково постојало порано? Да, Песоче. Мацко Кошара, зато Мацково се вика. Так. По-моему. Колку куќи има отприлика? Но Мацково, па негде 3-4-5 куќи толку биде и толку се и денес. Так. Знаеш како били тогаш куќите? Ова сега да ми кажеш. Кажи? Дали е овој кој ќе прочиташ вака ни село? Да, Еве, убаво е селово, нови куќи има. да. А една, што мислиш една порака вака, дали е убаво да се вратиме ние младиве во овие наши села? О, дај Боже. Дај Боже. Дај Боже. Ама не се враќај. Оти што вика старите, пубаво место, родни крај нема никаде, така? Дај Боже да се вратат, ама не се враќај. А може да дојде време да се вратат? Што вика старите, Може да дојде. што вика старите, време слама купува, време слама продава. Апсолутно. Да се ми здрави жив, да ми живее 100 години. Исто и ви. И сите Танасije сега во сабота да го пречекате. Добре да ни дојдете. Ќе наминам со Господ напред што се вика. Добро со Арно. Така. Долги години да си бидиме здрави живи, да си се подсеќаваме.
Алексо Трајчевски ја нарами до половина на поднетата вреќа со сол измешана крма. Накачи нагоре по горнината кај солиштата. На заранетите плочи ја посоли засолената крма. Ги наполни поилата со вода, ги пушти овците од аргачот, ги наврати на кај засолената крма, а откако се увери дека секоја овце накрмена, ги наврати на поилото и ги потера на кај караорманските пасишта. Се заминав од селото Црвена вода со ветувањето што овој пат му го дадов на Алексо Трајчевски дека пак ќе дојдам во неговото родно село, само Господ да му даде здравје и долг живот, да го крепат нозете, ама и да го риза паметот.